Добар ден, пријатели, и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам на уште едно прашање од мојот веќе драг пријател Јордан, затоа што по втор пат поставува прашање и фала ти што збогатуваш со теми и даваш и начнуваш одредени идеи и теми. И оваа тема ми требаше и малку повеќе да поразгледам, затоа што не бев доволно сигурен и се уште не знам до крај да ти одговарам. Но ајде да го погледнеме прво прашањето, па ќе се вратам назад да ти дадам моја логика и мислење на работите. Јордан, супер ти е прашањето и искрено дали после труење гради имунитет твоето тело, не знам доволно да ти одговорам и ти најавив уште на почеток, но она што знам да ти одговорам е дека труењето настанува поради неспособноста на твојот имунитет да се избори со тие паразити и бактерии кои што всушност го напаѓаат телото и особено ги осеќаме на дигестивниот систем преку диареја, јаки болки, повраќање, некогаш и температура креваме и секогаш кога сака телото да излезе од тој односно да се избори против тие непријатели, секогаш последиците се во принцип овие што ги спомнав пред малку, како појави. За да го помогнеш имунитетот и да можеби се помалку се јавува труење од храна, она што јас би ти го советувал е што повеќе да ја зголемиш културата, односно бројот на пријателските настроени бактерии во твојот дигестивен систем, а тоа значи да конзумираш добри сложени аглехидрати кои што имаат растителни влакна, да конзумираш јогурт, затоа што има живи бактерии и култури кои што го помага збогатувањето и множењето на бројот на пријателски бактерии во твојот дигестивен систем и исто така пробиотици кои што се повеќе се актуелни и можеш како додатоци да ги најдеш во исхраната и да ги конзумираш без да можеби не знам размислуваш кој продукт сега јас треба да го јадам за да ги внесам. Тие три работи јас би ти ги кажал, за да не дојде до следно труење до храната, односно не може да не дојде ако на вистина се работи за лошо парче на месо или мајонез и така натаму, но како и да е за да го ојачаш имунитетот да побрзо излезе од таа ситуација. За колку е битен и важен рокот на употреба на самите производи, не сум доволно упатен, но јас би ти советувал да го почитуваш затоа што би требало да не за џабе стои таму и особено би требало да го почитуваш за млечните производи, за месата, за сувомеснати производи, за производи кои што може сериозно да направат труење доколку им ја поминат рокот и имаат непријателски бактерии што би ги кажале. Може би тој рок на употреба нема да важи за чаеви, за зачини, за храна од растително потекло која што е дехидрирана и сушена. Така да, но во секој случај законски е морално да производителите ставаат рок на употреба. Кај некој можеби тој рок се продолжува затоа што едноставно се од растително потекло и се дехидрирани, кој што кажав пред малку, но за некој тој рок не се продолжува и јас би те советувал да го почитуваш. Зошто и како е, искрено немам логика и не знам да ти одговорам, али во секој случај фала ти за прашањето и пак ја кажам, секој од вас кој што сака и да одговараме и да зборуваме на одредени теми, нека ме комуницира на било која социјална мрежа или нека користи хаштаг и ќе гледам да дадам одговор најдобро што знам. Се одјавувам тука, фала ви уште еднаш за секоја секунда која што одвојувате да ги следите овие содржини. Се гледаме во следна епизода, до тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!